Се подобрува кадровската и техничка опременост на противпожарните единици во регионот. Пред сезоната на пожари, речиси во сите регионални единици е инвестирано во поправка или набавка на опрема. Општина Штип направи тендер со кој што издвои околу 300.000 денари за сервисирање и доведување во идеална состојба на овие возила кои што ги има противпожарната единица, со што сега сме целосно подготвени да го дочекаме летниот период. Ова значи дека штипските пожарникари подготвено ќе може да ја дочекат сезоната на пожари. Значи сега сме со топ опрема, со таа со која што располагаме, целата е во кондиција и целата ни функционира и можеме, како што каже градоначалникот, да се справиме со сите предизвици кои што не очекуваат. Наидува летниот период кога нашата активност е значително зголемена. Се надевам дека со луѓето кои ги имаме, а морам да ги пофалам сите, бидејќи се тоа прави професионалци, си ја знаат работа, дека граѓаните може да се чувствуваат безбедно. Долчевските пожарникари пак пред сезоната на пожари добија нова цистерна за возилото марка ФАП. Инвестицијата на општината е во висина од околу 1000 евра. Дополнително се бараат начини за набавка на нова опрема. Имаме доставено барање до јапонската амбасада, кое што верувам дека ќе добиеме за едно кратко противпожарно возило, но тоа ќе биде во март идната година. Правиме напори преку Дирекцијата за заштита и спасување да ја доопремиме единицата, но секако треба и со човечки ресурси, бидејќи имаме овде пожарникари кои што отидоа во пензија, да ја дополниме единицата и со човечки ресурси. Најмладиот пожарникар во Делчевската единица годинава беше прогласен и за најдобар, а општината го награди со 6000 денари. Па јас се чувствувам задоволно од наградата. Најпрво би сакал да ги поздравам моите колеги кои допринесоа за наградата. Јас сум млад пожарникар и оваа награда за мене е стимул за повеќе понатамошна работа. 20 мај се слави како денот на пожарникарите, бидејќи на овој ден во 1836 година во Битола е формиран првиот противпожарен одред.